Александар Ристевски, кој е од Прилеп, во Кавадарци 3 пати го фаќа крстот. Еднаш кога беше млад, еднаш кога се ожени и сега кога веројатно има и фамилија. Здраво. Здраво, добар Како си? ден. Добро. Те познам како младо момче, еве сега малце повозрасен. Вчера го фати крстот во Кавадарци. Како се чувствуваше вчера? Многу добро, многу добро. Те гледаме дека се во многу добро светло. Денеска се на градскиот площад со една хумана мисија. Хумана мисија за Марио Ристов од село Дреново, за дете со 90% попречености. Мислам оти инвалид, мислам оти треба да се помогни, треба да се свестат граѓаните, ова не е само еднаш, не е само за денеска да му помогнеме на тоа семејство, треба често пати треба да се свестат малце и граѓаните, да видиме фирмите да што може да се помогне. Конкретно што ти како фаќаш на крстот им нудиш на Кавадарче? Нудам да се собериме во поголем број, колку можеме повеќе да донираме за Марио, Добре. да има барем малце од малце некој. Макнување на крстот и оставање на доброволен. Да, значи крстот е тука, вчера што го извадив од реката, Лудамара, Светото писмо, иконата, тоа е сето тука. Јас мислам оти треба да не има во поголем број. Вчера беше кај Марио од Дреново, ми кажа дека си подсилен, лош впечаток за неговата сослуга. Многу лош печаток, јас бев таму, разговарал со неговиот родител, неговиот родител исто така ми нагласи оти пред недела, може и пократко, и неговиот родител татко имал инфаркт и оти се во многу лоша финансиска состојба. Добро да апелираме покрај овој твој хуманитарен голем чин, би го нарекол, да донираат Кавадарчани за ова младо момче, 17 години рече дека има. Мислам оти 17 години, мислам оти треба да донираат. И не е само, пак ќе нагласам, не е само денеска ова, треба да не има во поголем број. Да има повеќе вакви хуманитарни акции да се донираат. Не само на Марио, има многу повеќе такви семејства што имаат потреба од донации. Кој е другарчево? Тони Димов. Тони Димов. Кажи Тони за себе, од каде си? Јас сум од Кавадарци, женет, татко на 2 малолетни деца. Го поддржуваш? Точно. Во оваа акција? Го поддржувам со без крај. До колку часот ќе биде тоа? Мислам оти до 19 часот ќе бидеме тука. Добро, ние како медиум ќе известиме, се надевам дека ќе имаме повеќе дарување на пари, а за резултатите од дарувањето ќе известиме подоста. Во ред, нема проблем. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.